Штруфови, кај сте вака што си правите? Денес се снима видео 10 интересни факти за автомобилската индустрија, што можеби никогаш не сте ги знаели. Драго! Ама чек, како да го направиме малку поинтересно видео? Знам, ми текна. Имам еден мајстор, цел живот работи со коли и знае све за коли. Стара школа е, на времето вика дека он според него бил многу јак, све у негово време било појако, мада чисто сумљам, кога у негово време се возеле југовца, Јуѓиња кои се возеле. не требало мајстор, тоа сите колите си ги прават. Ама нема врска, за мене е он најбојлиот мајстор што Го познава. и знае многу работи, многу факти за коли, затоа најубаво ќе ве препуштам на него, он да ви раскаже за 10 најинтересни факти за коли. Така ќе се вика видео. Го гледате овдека сигурно наслов. Вие лайк, шер, сабскрајб. и ве праќам сега кај мајстор Томе. Ајде. Кои се тие штрумфови, бе? Ке се запале, бе! Кои се бе тие штрумфови цело време? Штрумфови. Чекај ја да ви кажам овдека, ќе ви кажам факти за автомобилската индустрија. Чекај ја да ти кажам. На времето, све прате, све тука со коли, све прате. Сервисче, мервисче, многу успешен бев на времето. Мајсторе, ајме не ги замарет доста луѓево, дај кажи тоа што имаш 10 факти, ајде со првиот факт почни. Веќе го потроши време, од ти која си бил, тој која си правил. Ајде, идем. Прв факт за автомобилската индустрија. Дали знаете дека Роџер Мур чином беше оној Джеймс Бонд кога го глумеше со тој Лотусо, кога влага доле под вода, под све. Толку му се свиѓа многу Лотусо, сака да го купи. И иде у Лотус, вика, јас, ако Джеймс Бонда го купам, колку попуски имам? 2%. Брато, нормално не го купил. Не се грижат за тие реклама што им прават. Дека овој последниот Джеймс Бонд, чином Даниел Крейг ли беше? Така ли беше? Не знам, така мислам. Знаеш дека, како втор факт, дека Даниел Крейг доживотно може Астон Мартин да зима од продавницата колку сака. Астон Мартин вака да бута по джебови, по вратов, дека све Астон Мартин да му биде. Тоа е грижење за тие лица што те рекламираат. Драгао! Како трет факт, само да видам малку. Чек, светни тропона. А бабе да му имаме извод кота. Само тата кота. Вие малку лансеро нешто заебава, ама ќе го правам. Знаеш ли дека трет факт? Кава била најголемата казна изречена некаде у свет. Шо мисли? Ај помисли. Не знаеш. 1.000.000 евра, бе, другарче. 1.000.000 евра казна. Зашо 1.000.000 евра казна? У Швајцарија баце некој со SLS Мерцедес, вие вратите вака што му се отварат. Коха убата, вака вратите му се отварат. Братот кај што е 120, 290 вози. 290. Ама у Швајцарија ако те застанат, казничка си плаќаш по тоа колку кешче си имаш, братче. Милионче. Драгао! Го лупнале по колениците, сега вози брато 60. До кај стигнавме? Факт број 4. Дали знаете кој е најпродан продукт од Volkswagen групацијата, бе? А? Па нормално дека не знаете. Ај ќе ве оставам. Помислете уште малку. Помисливте? Ништо, тапасте. Виршли, бе, баце. Виршли, пази што се деша. У Volkswagen за работниците у мензата доле прават виршли, хот догче. Стануваат толку популарни, толку ги јадат, што почнуваат да ги продават по продавници. И тоа е најпродаваниот продукт на Volkswagen. Виршли, не е голф. Бори мајко, дури имаат и на нив онакво part number, ќе видите овдека. Факт број 5. Шо мислиш, баце? Која е најпродавана кола премиумовец за Volkswagen, што е најпродавана, која е најпродавана кола у свет? Шо, да не кажеш голф? Каков голф, бе? Toyota Corolla, јапанац, бе, баце! 34 милиони коли се продаени од таа, бе. На секој 40 секунди се продава по една кола. Ај број до 40. Оп, отиде една кола. Факт број 6. Чекай. Шеската, вака, дали знаете у Америка дека само 18% од возачите знаат да возат мануел. Мануел бе вака, Секоја година 5% паѓа продажбата на мануел коли. Така да се очекува ова да падне уште помалку. Значи, ако сакаш да не ти украдат колата у Америка, купи си мануел. Треба бензинче ова за да запали. Вака да се Факт број 7. Дали знаете дека 1989 година почна да се произведува и
продава масовно првата кола што се вртат тркалите позади и задните тркали. Цап, цап, цап. Која е таа кола? Дој поблиску да ти кажам. Honda Прелуда, бе. Че ја видите. Ќе ставам тука. Не е таа, не е вија кола. Не е вија кола. Ова овде што ќе ставам. Факт број 8. Знаете дека до пред 50 години кајшеви немало овакви. Се користеле некои други, не знам како се врзували у кола. Volvo, мисло овој кајш денес сите што го знаат. И го дава на сите производители на коли бесплатно. Вака им вика. Факт број 9. Дали знаете дека 16% од собствениците на коли никад не си ги перат колите? Дали си ти еден од нив? Доле пишете у коментар кој од другарите не ги пере колите. И факт број 10, Bugatti Veyron. Ево. Дали знаете дека со Bugatti Veyron, не е вија Veyron, другиот Veyron, ако возиш на максимална брзина, колку што развива, возиш 15 минути, ќе ти експлодираат гумите, бе. Гумите ќе експлодираат. Ама не се секирај, ако си купиш Veyron, слободно можеш да возиш на максимална брзина, дека нема да довозиш до 15 минути, за 12 се троши цел резерват. Лапа ламјаваце. И, кој што вика вија другиот дома, штрумфови, Штрумфови, тоа е крајот на вие. 10 интересни факти за автомобилската индустрија. Ако ви се свиѓа видеото, Ставите си лайк, ставите си subscribe. пишете доле у коментар дали сакате уште вакви поеќе видеа за автомобилската индустрија. Еу, пиздумата. Чао!